Изминативе години резултатите во судството се еднакви на нула: неефикасност, корупција, скандалозни одлуки, бавна правда и стопена доверба на граѓаните од само 2%. Судиите побара и независен судски буџет, а оставки за нив не се реформи. На овие изјави дел од експертите реагираат дека на судиите очигледно им се битни само парите и ништо друго. Поранишниот антикорупционер Воислав Зафировски вели дека интегритетот нема никаква врска во какви услови работат судиите и колкава е нивната плата. Тој очекува пакетот од закони наменети за судството, кои што ги подготвува Министерството за правда, конечно да ги заузда судиите и тие да се доведат во ред. Ги интересира да имаат, дактилографки, да имаат соработници кои наместо нив ќе вршат сета техничка работа, а они ќе бидат суверени и заштитени како бели мечки од законот. Ова што го предлага Министерството како нови законски решенија, мислам дека треба до крај да се избутка и да се стават тие законски решенија во сила, значи во важност, што е можно побрзо. И покрај сите критики на Европската комисија за корупција и партизирано неефикасно судство, критиките на граѓаните како и на експертите, сепак судиите тврдат дека независно судство може да има само со независен судски буџет. Председателот на судскиот совет Александар Камбовски бара судската власт да има свој независен буџет за да можат судовите независно да функционираат. Во однос на скандалозните одлуки и апелите за оставки на челниците на судскиот совет, Камбовски вели оставките не носат и реформи. Тоа не е реформа. Оставките не се реформа, а видите, судскиот совет е скоро целосно променет. Од ова впечаток што се влече од минатиот состав на судскиот совет. Сега, како што знаете, скоро половина од судскиот совет е променет. И така го замислил судскиот совет, законодавецот, уставотворецот, постојано внатре да има флуктуација на нови членови. И председателот на Кривичниот суд Иван Џолев вели дека судовите не може да бидат ефикасни ако нема доволно пари. Секоја година се поголем број на прилив на предмети, а се помал број на судски службеници и судии. Едно со друго не иде. Ако сакаме ефикасно судство, мора да се вложува во истото, мора да се инвестира, да се капитални инвестиции да имаме, вработување нови да имаме, да се дигитализира судството. Инаку, изминатава недела министерот за правда Игор Филков информираше дека дел од законите на реформската агенда за судството се во финална фаза. Завршени се предлог законите за судскиот совет, обвинителството, кривичниот законник, за платите на обвинителите и за судска служба. Во подготвителна фаза е законот за судскиот буџет и се уште не е прецизирано на кој начин ќе се финансира судската власт во Македонија.